Зоран Тодоров, доктор Владко Грозданов, Игор Христов и Венко Крстевски се четворица кандидати за градоначалници на Кочани до овој момент. Градот кој проживува вековна трагедија е огромен предизвик за сите кандидати поради што и партиите до последен момент тактизираа што ќе им понудат на гласачите. Во престојната трка, без никаков партиски багаж и одговорност, единствено влегува независниот кандидат економистот Зоран Тодоров. Поднесувајќи независна кандидатура, сакам да дадам акцент на сите кочанчани дека можат сами да се борат за својата иднина, дека можат здружено да направат многу повеќе отколку по диктат на некои други партии, организации или било што друго. Кочани во неколку мандати имал независни советници во Советот. Дали овој пат тоа е парадигма за градоначалник? А независниот градоначалник и независните советници се, можеби да кажам, глас на разумот и глас на народот во Кочани за сето сегашното што се случува и знаете и немирите настани малку го побудија народот да размислува повеќе за иднината и дека сам треба да се здружи за да направи подобро Кочани и подобра иднина во него. Што реално може независен кандидат во однос на партиските машини? Независниот кандидат не мора да слуша никакви диктати од никаде и за секоја одлука се консултира како со граѓаните, така и со сите релевантни фактори и луѓе кои ја разбираат тематиката за која што се разговара. Таа слобода ја немаат партиските кандидати и тоа е предноста доколку имаме независен градоначалник во Кочани. Ќе може да разговара за секоја тема рамноправно со централата, да кажам, во Скопје или со било кои регионални институции, се во интерес на граѓаните на Кочани.